Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со доктор Андреј Петров. Доктор Петров, добре дојдовте во Сител. Добро вечер. Ќе почнам со едно прашање на кое очекувам да ми одговорат и докторот, но и поранишниот политичар Андреј Петров. Ако оценувате од 1 до 5, каква оценка би дале за досегашното справување со COVID-19 во нашата земја? Мислам дека ние во рамки на нашите можности, ако ме прашувате екзактно од 1 до 5, можам да кажам дека некаде се справуваме задоволително добро и тоа е некаде помеѓу 3 и 4. Значи, мерките кои се преземени сепак го следат трендот кој го прави и науката и она што го прави и Светската здравствена организација, тоа што го препорачуваат водечките линии по кои се движи медицината. Мислам дека ние не сме изолирани како земја од сето тоа. Меѓутоа, ако сега си го дополнам прашањето зошто не е тоа максимум, зошто не е 5, заради тоа што состојбата во здравствениот систем во земјата е таква каква што е. Ние треба да бидеме реалисти. Каде ги лоцирате најголемите слабости во здравствениот систем за да не може да добиеме 5? Видете, во долг период здравството е подценувано. Значи тоа е нешто што е реалност, ајде да зборуваме отворено, ние на здравството се сеќаваме секогаш кога ќе дојдеме во ваква ситуација. Како што е денешната, каде што имаме сериозна пандемија која го тресе целиот свет. Добре, преди избори кога ветуваме клинички центри веќе 30 политика, да, тоа е веќе политика и точно во права сте. Меѓутоа она што би сакал да го истакнеме дека здравството секогаш било некаде на маргините гледајќи ги тие приоритети. И сега кога ќе дојде ваква ситуација, тоа не е систем кој може да се изгради наеднаш. Втора работа што исто така треба да се каже дека во здравството повеќе од било каде треба да има некоја синхронизирана политика во долг временски период. Че да се упорно направи една стратегија заедничка државна кон која ќе газиме и која ќе се спроведува. И во тој случај тоа би било нешто што во долг рок можеме да го направиме, ама нешто што ќе трае, нешто што ќе биде потоа од бенефит на сите генерации. Ние не можеме да си дозволиме да очекуваме дека за 6 месеци или за година дена ќе изградиме здравствен систем. Се разбира дека не го подценувам трудот на оние со генерации назад, децении кои го граделе здравствениот систем, меѓутоа сепак состојбата е генерално неспоредливо послаба од останатите земји на Европската унија, од земјите, некои од земјите во блиското соседство, кои сепак доста инвестираа во здравствениот систем и тоа на крај што им се исплати. Можевме ли од независноста до сега барем една модерна современа, еден модерен современ медицински центар да имаме во главниот град? И колку тоа ќе ни беше од полза во еден ваков критичен момент како што е овој со COVID-19? Не само што можевме, туку моравме и тоа можевме да го направиме доколку не почнеме серија 5-6 проекти од кои дел се застанати, од кои дел се вон функција, од кои дел беше прашање дали воопшто треба да се работат. Она што требаше да се направи една реална студија и да се каже што е тоа што ни треба, дали е тоа еден голем објект, дали се неколку помали, меѓутоа тие да се направеа да беа тип-топ, кажано така народски и да може граѓаните да ги користат затоа што не дај Боже сите сме корисници на услугите во здравствениот систем. Да. Рековте тројка, четворка, тоа е солидна оценка, но гледаме дека бројот на нови случаи секојдневно енормно раста. Според стапката на смртност, за жал, држиме некои неславни позиции во однос и на соседите и на Европа. Што е тоа што недостасува, што вие ќе го преземевте доколку имавте одлучувачка моќ во моментов? Видете, она што недостасува е, се враќаме на првото ваше прашање. Имаше неколку работи кои недостасуваат. На самиот почеток ние, веројатно голем дел од граѓаните не ја сватија сериозноста на болест. Така таа медицинска едукација која сега гледаме дека масовно се прави, требаше да оди на самиот почеток многу поинтензивно, не велам дека не одува, но тоа требаше да се прави многу поинтензивно. Процентот на тестирање е нешто што гледаме дека кога се зголемува, факате голем дел од тие случаи уште во самиот почеток и можете да го спречите нивното ширење. Заради тоа масовното тестирање, она што го зборувавме уште на самиот почеток кога почнува пандемијата, тоа не е нешто што некој го советува затоа што така му текнало, туку тоа е нешто што ти овозможува да имаш реален приказ на состојбата, нешто што може да ти ја заштити популацијата, нешто што го спречува ширењето на вирусот. Тука недостасуваат пари за масовно тестирање, видовме дека
Словачка, например, милиони истестира во еден ден. И многу земји одеа кон таков еден модел. Ние имаме чекање со денови и со симптоми за да се добие тест во јавното здравство. Недостасуваат пари или пак сметате дека е тоа проценка дека е непотребно во дадениот момент? Не може да парите бидат изговор кога се работи за таква сериозна ситуација. Се друго може да биде второстепено во оваа ситуација. Здравието на луѓето, здравието на народот треба да е првостепено и не може да биде изговор дека нема доволно пари за да се набават тестови и така натаму. И не верувам дека, пазете, Словачка не е некоја со цела почит кон Словачка која земја, не е некоја ултра богата земја, сепак не е Германија, не е Јапонија. Сепак Словачка покажа дека со една добра организација 3,6 милиони мислам дека во еден ден ги истестира и она што е таму еден показател кој верувам дека е точен, барем следејќи и медиумите, немам некој друг извор на тоа што таму се случува, дека само 1% од тие тестирани со случаен избор граѓани биле позитивни, значи со активна болест, што е за таа земја добар податок. Ние имаме над 30-35% позитивни случаи од тестираните, на тестирани, што е исклучително висок процент. Добро, ама тука има една разлика. Ние ги тестираме оние што доаѓаат во болници да се тестираат или во лаборатории со симптоми, што биле во контакт со одредени лица, луѓе кои сметаат дека треба да се проверат. Мал процент веројатно и од оние што патуваат, да речеме, ама најголем процент се овие кои имаат реален некој здравствен проблем или некој близок пријател или член во семејството имал таков тип на инфекција, заради тоа што тоа е целна популација, затоа и тука процентот е многу повисок. Да. Има некаква проценка колку остануваат недетектирани со алгоритмот кој го имаме во моментов и кој навистина строго ги утврдува критериумите како да стасате до државен тест? Јас не би можел тука, тоа е веќе повеќе прашање за колегите епидемиолози, меѓутоа разговарајќи вака со колегите и од факултет и баш и денес споделувавме некои сознание, тие сметаат дека бројот на случаи е неспоредливо поголем од она што во реалноста ние го имаме како бројка. Можеби тоа е некаде 10% сигурно од популацијата која на некој начин поминала низ оваа инфекција и тоа може добро да се докаже со оние тестови на антитела кај кои може да се види дали вирусот испасирал низ популацијата, што е нешто што како скрининг метода може да се прави со оние комбинирани тестови кои и кај нас во болницата ги правиме. Јасно. Пролетта кога во земјава имавме 10-20 случаи дневно, имавме навистина строги карантински мерки, полициски часи и друг тип на рестрикции. Сега кога имаме над 1000 секој ден, имаме една поинаква стратегија за справување со ситуацијата, носење маски задолжително, но одржување на дистанца, но во принцип како да треба да се научиме да живееме со овој предизвик. Која стратегија според вас е исправна, затоа што знаеме дека вирусот па и нема да исчезне преку ноќ? Не, вирусот, она што повеќето го зборувавме уште многу на самиот почеток, а еве сега и да го повториме, тоа е процес кој ќе следи, кој нема така наеднаш да помине, значи кој има своја еволуција, има своја почетна фаза, има некој свој шпиц или плафон и некој почетно се надевам намалување кое ќе следи. Овој вирус ќе биде присутен и следната година. Да немаме илузии кога една сериозна жена како канцеларката Меркел тоа го тврди во своето обраќање, кој инаку е ретко обично пред германската јавност, а сепак има и ресурси и сознанија кои се поголеми од сознанието на голем дел од луѓето. Мислам дека треба да се спремиме со тоа да се соочиме и во следниот период. На прашањето зашто сум јас можам да ви кажам дека има два типа вака на дебати во науката. Едното е она што е шведскиот пример, на онаа отвореност во општеството која тие имаат. Меѓутоа Шведска е земја која тотално е со различен менталитет од Македонија. Не можеме да го земеме шведскиот пример.
Шведска е земја со висок стандард. Шведска е земја каде што луѓето и без да им кажете ги почитуваат препораките, кои на тој начин и живеат, каде што членовите на семејства се по еден, по двајца во голем број, каде што дистанцата помеѓу куќите е огромна. Затоа ние не можеме да ја следиме таа логика дека на тој начин ние ќе постигнеме масовната имунизација и ние мора да одиме кон ригорозни мерки. Јас ги оправдувам овие последните мерки што се направени со тоа што мислам дека треба да се оди чекор кон заострување на мерките. Во кој правец? Па во правец не од оној тип што беше спрема мене. Јас можам да кажам не од оној тип што беше на оние долготрајни изнемоштувачки карантини од 4-5 дена кои не верувам дека донесоа нешто добро. Да. Не верувам дека помогнаа многу да се исконтролира болеста од аспект да се направат оние карантини по типот на она што го прави Франција, речеме, или некои други земји да ги земеме што ги воведуваат. Не може ако во Париз го ограничите движењето после 22 часа да речеме, тоа да не има проблем на парижаните, да не е проблем на нас, да речеме, во некои градови во кои имаме сериозен проблем, како што е главниот град, како што е Скопје. Така да мислам дека рестрикциите кои ќе бидат избалансирани, не тотални, треба да се направат, затоа што ние сме прилично слаба и економија и веројатно и тоа треба да се земе. Че се сумнивно од овие западни европски земји да се мириме кога станува збор за моќта да издржиме економски со едни нови навистина крајно рестриктивни мерки како што. Меѓутоа од друга страна стои и тоа дека ние сме земја со послаб здравствен систем од тие земји и не можеме исто така да издржиме и толкав наплив на пациенти кои тие може да го издржат, а тие го прават тоа, влегуваат во тој правец. Значи сигурно дека моќта на Германија да абсорбира пациенти со не знам 50.000 луѓе што може да ги примат на интензивна нега значително поголема од Македонија, па тие сепак се решаваат со ситуација која личи дека им е идеално под контрола, да одат кон рестриктивни мерки и не го прават тоа за џабе, заради тоа што делуваат превентивно. Мислам дека сепак за тоа се размислува, дека во комисијата седат стручни луѓе и тие имаат можност да си го кажат своето мислење таму и тоа би требало да се почитува од владата и да се прифати. Иако сега сте во приватниот сектор, многу добро го познавате и капацитетот на јавното здравство. Во моментов се прилагодуваат капацитетите на интерните клиники, буквално секој болнички капацитет кој што го имаме се прави напор да се стави на располагање за ковид болните. Знаејќи го капацитетот и на здравствениот персонал и самата инфраструктура на клиничкиот центар, можат ли според вас да бидат мирни пациентите со COVID-19 кои наместо на инфективната клиника или во 8 септември ќе бидат хоспитализирани на клиниката за кожни болести, например? Има ли кој да се грижи соодветно за нив според вас? Вака сега, во моментот тоа е максимумот што може да се направи. Во идеални услови да кажеме дека местото каде што веројатно треба да се добие најдобрата нега во државното здравство е инфективната клиника, да кажеме. Затоа што тие луѓе се бават со тоа, тие луѓе дел од нивната секојдневна работа, го работат и со други инфекции, знаат како да работат. Меѓутоа во овие услови тоа е максимумот што може да се направи. И тука јас целосно верувам во капацитетот и стручноста на моите колеги кои работат таму дека ќе го дадат својот максимум што во овој момент може да се даде. Ние не можеме да зборуваме за идеално сценарио бидејќи идеалното сценарио го нема. Добро. Така да тоа е нешто што е тешко во овој момент што се прави, нешто што оди мачно, заради тоа што и тие луѓе треба наеднаш да се прешалтуваат на друга работа, ама единственото можно. Во контекст на капацитетите, сега сте во Аџибадем Систина, сте разговарале ли со Министерството за здравство околу можноста за некакво јавно-приватно партнерство, кое ќе ја овозможи на државата да ги користи капацитетите кои ги има Систина не само за третман на болни, туку и за тестирање, бидејќи од самиот почеток се прават тестови кај вас од различни типови. Сте разговарале ли за тоа и постои ли интерес да се направи некакво такво партнерство? Можев да прочитам дека во многу земји всушност тоа веќе се прави. Позитивен пример е во Австралија, има делови од земјата кои што имаат направено таков систем на соработка и тоа перфектно функционира. Мислам дека тоа не прашањето е дали може, тоа е пат по кој мора да се оди. Ако една пример ќе ви кажам, една Италија и Белгија можат со авион да ги носат болните во Германија за да ги лекува, смешно е ние да си поставуваме прашање дали треба државата да се работува со приватното здравство кога го имаш тука капацитетот е кај тебе. Аџибадем Систина ги има сите капацитети да помогне. Има веројатно најголемата лабораторија од овој тип со опрема која може да детектира се. Има
тројца инфектолози, инфектолошки оддел кој кај нас е, да речеме, сега не знам последните податоци што ги знаев е дека имаш за овој период околу 90 на пациенти со ковид се лекувани кај нас во болницата, од кои да речеме во 90% е постигнато излекување на пациентите, една добра бројка со најсовремени технологии кои болницата ги има. И сега тој капацитет да стои на страна од државниот систем е нешто што не сосема неоправдано и верувам дека имало разговори и претходно помеѓу менаџментот и министерството и како ќе оди времето тие треба да продолжуваат, бидејќи ние сме тука како болница, постоиме во секторот на здравството. Ние што можеме друго да правиме и треба капацитетите да се искористат максимално. Денеска имавте еден пример практично на обука на студенти по медицина во рамки на болницата. Многумина мои колеги вака што би се јавија од други универзитети со кои сме другари од студентски денови, вика тоа што го направивте е пионерски чин во здравството и во образованието, бидејќи им овозможувате на луѓето што се 6-та година на медицина, значи на пракса, кои за 6 месеци ќе станат доктори, да го стекнат завршното знаење во најсовремена болница, при тоа без никакви трошоци, во период кога здравството е сериозно расклатено со ударот на ковид бранот. И на тој начин има една симбиоза, ја се нареков денеска на пресот, каде што има паметни луѓе, користо тоа може да имаат сите. Доктор Петров, ви благодарам за гостувањето во Дневникот. Благодарам и вам.